Штипска прегалница со реми го заврши есенскиот дел од сезоната во првата македонска фудбалска лига. Миролјуби во 1:1 заврши надпреварот кој Штипјани го одиграа на Градски со екипата на Силекс. Силекс имаше водство по првото полувреме со голот на Марич во 28-та, а изедначи Здравков во 77-та минута. Со ова реми прегалница ќе преземи на 9-та позиција со 13 поени. Во последниот пак надпревар од есенскиот дел на првенството во првата македонска фудбалска лига за жени, Кочани со рутинирана игра ја совлада екипата Нас Юнајтед од Струга со 8:0. Се одигра и редовното коло во првата македонска женска кошаркарска лига. Клубски на домашен терен претрпе убедлив пораз од екипата на Лотос со 43-94. Со ниту една победа досега Клубски се наоѓа на последното место на табелата. Во следното коло Клубски му гостува на тимот на Кожувчанка. Обезбедувајќи нова убедлива победа од 3:0 одбојкарскиот клуб од Струмица ја покажа својата супериорност уште еднаш над екипата на Пробиштип. Во Пробиштип струмичани славеа со 3:0 во сетови 25-20, 25-23 и 25-15. А викендот се одигра и осмото коло во женска конкуренција. Тимот на Универзитетот Гоце Делчев загуби кај тимот на Работнички со 3:0. Мартин Стојменов и Димитар Јакимов и двајцата членови на карате клубот Партизан од Кочани со настапот на изборното првенство кое се одржа во Скопје обезбедија место во репрезентацијата на Македонија за престојното европско првенство кое во февруари ќе се одржи во Швајцарија. Стојменов настапи во категоријата јуниори до 21 година до 60 килограми и го освои првото место. Тој поведе со 2:0 во последната борба, но на неколку секунди пред крајот на борбата падна на десното рамо пошто мораше на носила да биде изнесен и префрлен во болницата 8 март. Димитар Јакимов пак како втор во својата категорија плюс 70 килограми обезбеди место во репрезентацијата. Во надпревар кој одлучуваше за првото место Јакимов поведе со 3:0 против Филип Несторовски кој со итрина на неколку секунди пред последниот свиреш на судијата успеа да стигне до победа од 4:3. Сепак селекторите се воодушевени од она што го прикажа Јакимов на последните два турнири и му ја врачија поканата за да како член на репрезентацијата на Македонија во февруари учествува на европското првенство кое ќе се одржи во Швајцарија. Инаку победниците во своите категории од изборното првенство обезбедија учество на Балканското првенство кое за 2 седмици ќе се одржи во Софија, Република Бугарија.